Во ова издание Бугарска национална телевизија и на македонска територија, познавачите со поделени ставови. Европската Унија се соочува со кризи на повеќе фронтови. Спората вакцинација само еден од проблемите. Благодарност за здравствените работници. Илустраторка од Њујорк изработува уникатни портрети. Останете со нас. Ке ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Поделени мислења по најавите дека Бугарската национална телевизија ќе зрачи и на македонска територија. Ставовите за и против ги пренесува Мики Трајковски. Различни реакции во македонската јавност предизвика најавата дека од 1 март Бугарската национална телевизија БНТ ќе се гледа во Северна Македонија. За новинарот Бранко Геровски ова треба да биде само почеток во симнување на челичната завеса помеѓу двете земји, која постоела повеќе од 70 години во однос на размената на информации. И од тие причини ние во Македонија практично не знаеме ништо или пофере да кажеме малку знаеме воопшто за Бугарија, за внатрешните состојби, за културата. Се надевам дека следењето на бугарскиот јавен сервис тоа малку до некаде ќе го промени. Но Геровски предупредува дека мора да се биде внимателен со оглед на актуалните релации помеѓу двете држави. Инаку со договорот кој неодамна го постигна специјалниот пратеник во преговорите со Бугарија Владо Бучковски и сателитскиот канал на МТВ ќе почне да се гледа во Бугарија. Постои еден објективен страв дека БНТ би можела да биде искористена од националистичките кругови во Бугарија, кои се сега на некој начин доминантни, за ширење на антимакедонска пропаганда. Тоа е реална можност. Присуството на МТВ во бугарскиот етер, какво и да биде, мислам дека ќе придонесе сериозно за симнување на заблудите во бугарската јавност, каде што постои мислење дека, доминантно мислење дека македонците се неосознаени бугари. И председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов вели дека ова е добар чекор во односите помеѓу двата соседа, но вели ако започне антимакедонска кампања преку државниот сервис, тогаш целта ќе биде промашена. Ако започнат такви активности, тогаш сигурно дека ќе се преиспита можниот договор за реемитување на програмата од Бугарската национална телевизија. Мојата идеја е дека да бидат граѓаните објективно информирани за состојбите во Бугарија, за ставовите што ги имат бугарите, невладениот сектор, преку тие дебатни емисии. Ова е национално самоубиство, вели поранешната пратеничка Вилјана Поповска. Лоша е пораката да му отстапите официјален медиски простор на некој кој ве негира, ве понижува и буквално го блокира вашиот развој како држава. Вие со ова му давате за право и му ја јакнете позицијата, а истовремено си ја слабеете позицијата на Македонија, на македонците и на сите македонски граѓани. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски вели дека ова е добар момент, но ти е потребна поширока соработка на информативен, спортски и културен план. Меѓутоа, овие политики, ова агресија која води официјална Софија кон Македонија, де факто ги затвара сите тие можности. Тоа ги затвара сите врати, сите канали за некакво подобро разбирање меѓу двата народа. Бучковски неодамна изјави дека БНТ и МТВ треба да ја смируваат атмосферата помеѓу двете земји. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски. Во Европската Унија, во споредба со Обединетото кралство и со Соединетите држави, процесот на вакцинација се одвива значително поспоро. Но ова е само еден од проблемите со кои се соочува Брисел во последно време. 105 годишната Елизабет Стојбесен се вакцинира во нејзиниот град Келн во Германија. Многу добра работа. Се надевам дека многу луѓе ќе го сторат истото. Многу европејци сакаат да се вакцинираат, но Унијата има недостиг од вакцини. Бавниот почеток на вакцинацијата предизвика политички тензии. Заклучно со првата недела од февруари, ЕУ ја достави првата вакцина за помалку од 4% од популацијата.
споредено со 11% во САД и 17% во Велика Британија. Европската комисија потврди во преговорите со фармацевските компании за разлика од Велика Британија и САД, но кога станува за одобрувањето, тоа беше свесна одлука. Знаеа дека ќе биде забавен целиот процес. Се јавија и беа експлоатирани и други проблеми помеѓу умите за доставата на вакцини од различни компании. Брисел воведе контрола врз извозот со цел да обезбеди прво да се испочитуваат договорите со ЕУ пред да се доставуваат вакцини во странство. Зборувајќи пред законодавците на Европската Унија, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен призна дека се направени грешки. Доцневме со авторизирањето. Бевме преголеми оптимисти за масовното производство и веројатно бевме премногу уверени дека се што сме нарачале навреме ќе биде испорачано. Но дер Лајен ја бранеше стратегијата на ЕУ. Беше исправно што сите како европејци колективно нарачавме вакцини. Не можам ниту да замислам големите играчи, големите држави да ги добијат нарачките пред другите. Што ќе значеше тоа за заедничкиот европски пазар и за единството на Европа? За малите членки на Европската Унија, колективната нарачка на вакцини беше од корис, смета Бевингтон. Ако имаше пристап посилниот победува со вакцините, тогаш ќе имавме некои земји да имаат многу вакцини, други да останат со празни раце. Тоа ќе креираше конфликт во самата Европска Унија. Може би конфликтот е избегнат, но критиките на сметка на Европската комисија стануваат погласни. Заканата од Европската Унија дека ќе блокира испорака на вакцини за Северна Ирска, веднаш повлечена, најдена жесток одговор од Лондон и од Даблин. Во меѓувреме, криза има и на планот на надворешната политика. Откако шефот за надворешна политика на Европската Унија Жозеп Борел беше критикуван заради неговата неодамнашна посета на Москва, што ја направил наспроти сугестиите од многу официјални луѓе на Европската Унија да не патува. Русија протера тројца европски дипломати пред почетокот на пресконференцијата на Борел и Лавров, потек на кој се гледа како на обид да се омаловажи Европската Унија заради поддршка на затворениот опозицијски лидер Алексеј Навални. Борел беше жестоко критикуван на соочувањето со европските пратеници. Одлучивте да заминете за Москва и да паднете во замка умешно подготвена од Сергеј Лавров. Аналитичарите велат дека контроверзните во рамки на Европската Унија ќе изгледат ако програмата за вакцинација на Европа продолжи со посекуваната брзина. И спротивно на тоа, секое натамошно одложување ќе додаде на штетата на Унијата во очите на незините жители. Илустраторка од Њујорк изработува уникатни портрети на медицински сестри. Вели дека ова е нејзин скромен придонес, благодарност кон нивната борба против COVID-19. This is, let's say, the beginning of COVID. Фотографиите во оваа кутија може да помогнат да се следи карантинот во Њујорк како последица на COVID-19, а секој портрет е посебна страница во оваа сага. Ребека Мозес е позната модна илустраторка и писателка. Пандемијата ги промени незините планови за 2020-та, исто како и на милиони други луѓе насекаде во светот. Побарала од незините следбеници на Инстаграм да и ги испратат нивните животни приказни за време на пандемијата, во замена за портрет. Почнала да добива одговори од цел свет. Оваа слика почнала како нешто што подоцна прераснало во главната сага на Мозес со портрети, фокусирајќи се на медицинските сестри од болницата Маунт Синај во Њујорк. Мозес си ги дала портретите на болницата Маунт Синај каде се наоѓаат и денес, додавајќи боја и зрак надеж за живот по пандемијата. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на социјалните мрежи. Се гледаме повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!